48 часа се чекаат резултатите од микробиолошките анализи кои треба да утврдат која била причината за труењето на повеќе од 150 вработени во Рекбитола. Министерот за здравство вели дека по добивањето на резултатите ќе биде јасно што точно го предизвикало труењето и дали станува збор за труење од храна или причината е друг фактор. Значи, ДСЗИ веќе беше на терен, знаете дека 48 часа трае процедурата. Кога ќе заврши таа лабораториска анализа, ќе излеземе со информација. Во последното деноноќе уште 20 на нови пациенти побарале лекарска помош, а вкупниот број на затруени работници достигна околу 170. Инфектолозите од Битолската болница велат дека состојбата кај најголемиот дел од пациентите е стабилна. Речиси сите се лекуваат дома, а неколкумина одат на дневна терапија. Сомнежот паѓа на ручекот што го јаделе на 24 март, макарони со болонјеза сос. Од Електрани на Македонија пак посочија дека истата храна во вторникот ја консумирале и вработените во делот Термо во Рекбитола, ама кај нив досега не се пријавиле никакви симптоми и работниците се добро. Како превентивна мерка по напливот на луѓе со симптоми на труење со храна, мензата во комбинатот е затворена, а инспекциските тимови на Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот санитарен и здравствен инспекторат зеле мостри од храна и брисеви за анализа. Во централната кујна од Државниот санитарен инспекторат велат дека затекнале недостатоци во однос на одржување на хигиената. Случајот ќе го истражува и обвинителството.